слушачи, трет блок отворено Студио 1. Овој блок вниманието во овој блок го посветуваме на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи кои што се празнуваат денеска со една малку поопширна тема за тоа каков е третманот на македонскиот јазик. Токму на оваа тема во овој термин разговараме со универзитетскиот професор Људмил Спасов. Господине Спасов, добре дојавте во Отворено студио 1 на 1 ТВ. Благодарам и добре најдов. Се празнува, односно се одбележува денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Тие имале мисија за описменување на словенските народи, во истата успеале. Меѓутоа, ако се гледа од денешна перспектива, тоа што денеска се случува, доколку тие би имале можност да го видат, мислам дека малку ќе се разочараат. Па и ќе се разочараат и нема да се разочараат. Ајде да го завртиме малку да погледнеме и позитивно на работите. Нивната мисија е извонредно значајна во она време. Во нивното време, значи тоа да го условно да кажеме 10-тиот век. Зошто? Затоа што во тоа време кога постоеле три јазика на кои што е преведена Библијата, нели латинскиот, хебрејскиот, латинскиот, библискиот, грчки тогашен, тие го уведуваат словенскиот. Тоа е голем чекор. Од денешна гледна точка тоа значи фактички признавање на словенскиот јазик како официјален јазик на една култура. Не можеме од тогашна гледна точка да зборуваме како од денес за цела Европа, за обединета Европа и не знам како, туку можеме да зборуваме за стремежот на народите да се вклучат во една цивилизацијска придобивка, а цивилизацијската придобивка е преведувањето на Библијата на својот јазик. Нивната мисија во таа смисла е многу значајна, значи не само од религиозна смисла, туку пред се или од другата страна како културолошка, и тоа мораме да го цениме и тоа се цени во светот и особено во Европа. И само да кажам неколку факти кои што не знам колку се познати, дека Источната православна црква како светци ги цени и ги воспева како светци еднакви со апостолите. Тоа е нешто многу високо. А во 1880 година папата Лав 13 ја воведува нивната слава во календарот на католичката црква и потоа во 1980 година првиот словенски папа од полско потекло, Јован Павле II, ги прогласува за светци и за едни од основачите на европската култура. Тоа е голем настан. Бидејќи од тогаш наваму Ватикан им се обраќа на своите верници и на македонски јазик. Тоа е едниот момент. Кај нас култот е жив од најстари времења па се до денес. И тоа е една работа за почит и овој празник е празник што обединува. Значи ги обединува и различните религии, да речеме и муслиманските и другите, нели, што постојат во оваа држава и во целиот регион. Меѓутоа и празник што обединува на културен план и тоа е многу важно. Кога станува збор за македонскиот јазик како еден од словенските јазици, конкретно децении наназад, општиот заклучок е дека македонскиот јазик и изучувањето на македонскиот јазик, ценењето на македонскиот јазик е некако малку на маргините на општеството. На многу други работи се посвети многу повеќе внимание за разлика на македонскиот јазик. Се согласувате ли? Значи, повторно ќе кажам дека делумно се согласувам. Еве зошто, пак ќе објаснам. Значи, Астромската држава, значи, нашата Астромска држава, 45-та година, 44-та, најнапред 44-та на 2 август, го прогласува македонскиот јазик како службен јазик во младата македонска држава и тоа е за прв пат во историјата, значи на нас македонците, дека нашиот јазик станува државен јазик, благодарејќи што тоа е првата, нели, вистинска македонска држава. Потоа доаѓа до една огромна културна акција, а тоа е основање на универзитет, стандардизација на јазикот. Да ве подсетам дека на 5 мај 1945 година македонската азбука таква со која што денес се користиме е прогласена, нели, за официјална азбука, објавена е во весникот Нова Македонија, бидејќи во тоа време немало службен весник како што има денес.
и потоа на 7 јуни е современиот македонски правопис. Од тогаш наваму се развива извонда едно широко застапено, значи и вертикално и хоризонтално, школство на македонски јазик, се развива наука, се развива уметност и сето тоа се потикнува од тогашната држава. Во еден момент, сега се сложувам со вас, во еден момент почнува една ситуација на отпуштеност, значи ние го имаме македонскиот јазик, па и не мора толку да се грижиме за него, постојат ентузијасти, постојат институции, катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици на Филолошки факултет, сега не случајно нагласува Блаже Коневски, што го носи името на Блаже Коневски, потоа Институтот за македонски јазик, па потоа МАНУ, кои што се грижат на директен или индиректен начин за македонскиот јазик, но почнува и едно обавување, особено по самостојањето на Република Македонија, тогаш, во која смисла дека сите што зборуваат македонски, сите го знаат перфектно или сосема добро македонскиот јазик. Почнува неговото опаѓање на рамништето, на нивото на македонскиот јазик, особено во средствата за јавна комуникација, па и во наставата и така натаму, што се доведува до еден момент во ситуација дека сите стилови се измешани на еден јазик и најнаш се зачудуваме, чекајте, дали беше ова тоа, дали ова оној стандарден јазик кој што ние треба да го почитуваме, или се ова спаѓа во тој стандарден јазик што се случува сега. Значи свеста некако опаѓа. Мислам, ако дозволите, дека оној момент кога ние ги решивме сите проблеми, да речеме, со соседите, ќе ја споменам Република Бугарија, Република Грција, и кога останавме сами, немаме сега дежурни непријатели. Непријатели, виновници. Да, виновници немаме, значи не се наши виновници бугарите, не се наши виновници грците, не се наши виновници албанците, тогаш сме останати сами на себе, тоа значи дека својот јазик мораме да го негуваме. Уште повеќе се наоѓаме пред во една фаза, во еден процес на зачленување во НАТО, кој што ќе биде наскоро, и на еден подолг процес на зачленување во Европската унија, што ќе биде во некое догледно време, а таму, да не заборавиме, во Европската унија сите јазици, мали, големи, средни, се официјални јазици на Европската унија. И се на исто рамниште. И тоа и се на еднакво рамниште, тоа значи дека треба да се подготвиме, и тоа многу сериозно да кренеме свеста кај нас, што е тоа македонски јазик, што е тоа стандарден, што е тоа литературен македонски јазик, што се тоа стиловите или функционалните стилови на македонскиот јазик. Потоа, дали македонскиот јазик е јазик само на македонците или тие што се чувствуваат македонци во оваа држава, туку обединувачки јазик на сите граѓани на Република Северна Македонија. Јас би рекол веднаш да, и дека тој јазик ја обединува. Но, тој јазик не сме да остане на ниско рамниште. Потоа, уште едно прашање многу важно, тоа е пласирањето на македонскиот јазик на странските универзитети и воопшто преку нашите амбасади, преку нашите представништва и воопшто таму каде што имаме амбасади и представништва, постојат луѓе кои што сакаат да го изучуваат од овие или оние причини, некои од интерес, некои затоа што имаат некое македонско потекло, нели? Нивните предци имаат македонско потекло, сакаат да го изучуваат македонскиот јазик. Тука е нашата сегашна задача и големата културна акција. Како ќе се постигне тоа? Па тоа ќе се постигне најнапред со желба кај сите ние, значи не само македонците, туку и сите овде, дека треба овој јазик да го кренеме да го издигнеме, да го исчистиме од сите натрупувања надворешни влијанија, внатрешни влијанија што се случи и така натаму. И дека треба да состанеме луѓе кои со ентузијазам тоа ќе го прават и потоа, што е најважно, да ги обновиме, да ги одржиме нашите лекторати на странските универзитети, кои што за жал се сведоа до 6 или 7, сега не ме фаќате за збор, што значи големо опаѓање. Например, колку да звучи чудно, ние немаме ниту во моментов, ниту еден лекторат по македонски јазик во Сојузна Република Германија. Во времето на социјализмот имавме во еден момент дури 4-5
И сега замислете Германија, која што е локомотивата, една од многу важна држава во Европската унија, да не го објаснувам тоа, сите го знаеме, ние немаме како да се представиме. Само за споредба, Словенија, што е држава горе-долу како нас и по бројот на жителите, и по местото, нели, во југоисточна Европа, има 60 лекторати низ светот. И тоа значи дека треба да се соземеме, да се собереме, да се концентрираме, да создадеме, а веќе во процес, тоа го правиме преку Советот за македонски јазик, нов закон, што ќе го прифатиме. Значи, нема да едните да бидат позиција, едните опозиција, туку тоа е заедничка работа. Новиот закон за употребата на македонскиот јазик, што значи не само во државата, туку и надвор од неа, како овој јазик ќе функционира. Околу тоа да се обединиме и да настојуваме да го пласираме, да го истакнеме, да го пласираме јазикот како културна работа надвор од светот. Не велам дека ништо не е направено. Сакам да ве потсетам дека 2008 година беше прогласена за година на македонскиот јазик. И тоа беше убав настан. Цела година се одвива разни дискусии кои што дадоа своји резултати во врска со употребата на македонскиот јазик. Ние сега некако висеше во воздух тој ден на македонскиот јазик, значи се прогласи, владата го прогласи денот на македонскиот јазик, значи 5 мај, и тоа е моментот кога треба да се одбележува во школите, на високите институции, значи високото школство, да се одбележува тој ден. И тоа е работен ден, што е многу важно, значи тој ден да се настапи со рецитали и така натаму. Зошто? Не е тоа само форма, туку начин да се крене свеста дека ние имаме свој стандарден јазик и дека тој јазик е наша гордост и дека тој јазик треба да го негуваме независно, дека е јазик на еден мал народ, на една мала заедница, меѓутоа е јазик на една држава која што е и ќе биде наскоро членка на Европската унија. Секако треба да се одбележува 5 мај, меѓутоа треба да се работи 365 дена во година. Се согласувам 365 дена, ако сакате да додадам 24, низ 7, нели? Сега, се направија многу работи, повторно нагласувам, и тоа добри работи. Се преведоа многу книги, можеби. Таа акција беше на моменти избрзана, некои преводи се многу лоши и така натаму. Меѓутоа, сакам да потсетам дека уште тие рани 50 години, Блаже Коневски, она е наша личност, која што за жал некои се обединува да ја омаловажат, го преведува Хајне на македонски. А тоа е голем чекор во европеизацијата на јазикот. И Коневски вели дека културата на јазикот и книжевноста се развива и со добрите преводи. И тоа можам да го повторам, тоа е актуелно и денес. Културата на нашиот јазик се развива и со добрите преводи. Има физ за тоа, токму за преводите прашање подготвено, меѓутоа продолжете, не е проблем. Значи се развива и со добрите преводи и она што е многу важно, се што ќе се каже во јавната комуникација треба да биде на стандардизиран или да настојуваме да биде до крајна гледна точка стандардизиран македонски јазик, не да го избегнуваме тоа, да мислиме дека сите знаеме перфектно, одлично да зборуваме македонски, знаеме како мајчин јазик. Меѓутоа, стандардниот јазик се учи. Во степените на образованието од нулта до крај, значи до основното и средното, нели? Малку му се посветува внимание, му се посветува за жал се уште на македонскиот јазик, на изучувањето на неговата граматика и така натаму. Токму и тоа сакав да ве прашам околу квалитетот на нивото на кој што се наоѓа македонскиот јазик. Вие како универзитетски професор сте директен сведок за тоа што се случува. Колку студентите кои што ќе се запишат го познаваат македонскиот јазик? За жал, ништето опаѓа. Значи, едноставно не постои, значи се гледа дека не постои добро школување, воспитување за се разбира со честни исклучоци, за учење на стандарден македонски јазик. Значи, студентите се служат со својот дијалект или навлегуваат со него. Дијалектите се културно богатство, но ние зборуваме за јавна, научна, службена комуникација, кај што употребуваме стандарден јазик. Правописот многу малку се познава, особено во средствата за јавна комуникација. Сега имаме таа среќа, јас би рекол дека имаме многу
телевизии, имаме интернет портали безброј, имаме многу широка издавачка продукција. Меѓутоа, погледајте дека ретко кога се случува еден текст да биде правописно Без чист, грешки. без правописно чист да биде и да биде стилски чист, значи да не ги мешаме стиловите, и да биде изговорен, што е најважно, во рамките на правоговорната норма или правила. Каде вие го детектирате проблемот? Дали во основното, дали во средното, дали во високото образование или пак во целиот тој процес на образование? Па во целиот тој процес на образование. Зошто? Затоа што секоја држава се наоѓа во различни периоди, некогаш постојат повеќе средства, некогаш помалку средства, некогаш повеќе се штеди. За жал, кога се штеди многу често на културата. А во рамките на таа култура се штеди највеќе на македонскиот јазик и на наставата. Ако го смалуваме бројот на часовите по македонски јазик и по македонска литература или светска литература, што губиме? Губиме многу. Ја губиме општата култура, значи, на населението, ја губиме свеста за значењето на македонскиот јазик, па се случува, сигурно сте го забележале и вие, дека децата повеќе знаат англиски, нели, отколку стандарден македонски јазик. Англискиот е неопходен, тука нема дискусија, тој е јазикот како гледало и излез кон светот, но свеста за својот јазик и за својот стандарден или литературен македонски јазик е на многу ниско ниво. Се случува, јас тоа го изјавив еднаш јавно, дека студенти кои што доаѓаат, значи, на таа возраст од 18 години па нагоре, некогаш се чудат, не сите, некогаш се чудат како се пишуваше некоја буква на македонски јазик. Мислам, тоа е запрепастувачка. Тоа е, да, запрепастувачки. Значи, тоа е запрепастувачки. Значи, се чудат како се пишуваше или она огромна употреба на латиницата. Зошто? Затоа што се смета дека латиницата е писмо од повисоко значење и да ме разбере целиот свет, ќе напишам на латиница. Латиницата е неопходна, нема дискусија, особено во наши услови. Меѓутоа, ние не треба да ја забораваме нашата традиционална, треба да го забораваме нашата традиционална писмо или кирилицата. Околу преводите за опстанок на еден јазик, освен тоа што се случува внатре во државата и начинот на кој што тој се негува, многу се битни и квалитетните преводи на странската литература. Во Македонија сведоци сме на многу примери на неквалитетни преводи. Значи, повторно ќе го завратам. Кој се има право да преведува во Македонија и кој е тој што им дава дозвола и лиценца за да бидат преведувачи, иако во некој случај можеби не ги исполнуваат основните критериуми за тоа? Токму со новиот закон за употребата на македонскиот јазик, кој што треба да биде сосема нов и кој што треба да ги обедини сите места во целата администрација, административна постапка, каде што се употребува македонскиот јазик, настојуваме за добивање на лиценци. Значи, секоја струка мора да има лиценца или овластување да работи некоја работа. Значи, преведувачот треба да биде тој, да биде квалитетен преведувач. Зошто? За да го афирмира јазикот на кој што преведува. Исто така, службата на лекторите. Тоа се оние внимателни читачи кои што го читаат текстот, го поправаат во правописна, граматичка, стилска и во секоја друга смисла и се разбира во договор со авторот или преведувачот, доаѓаат до најидеално решение. Тоа значи воздигање на јазикот. Ние многу често, ние можеби наравта, да речем, чутта, карактерот, многу често пребегнуваме. Доволно е само административно да ги исполниме условите. Лекторот да го стави својот печат дека текстот е лекториран, преведувачот да го даде својот текст на тамошна постапка и сметаме дека е готово. Не сме свесни за штетите кои ги правиме. Некоја книга е доволно 100 луѓе да ја прочитаат, единствено 100, и ако е лоша, да го впијат во себе, бидејќи тоа е официјално издадена книга. Значи, се и најмалиот текст треба да биде совршен. Кој е виновен? Виновни сме сите.
Виновни сме ние како потребувачи на јазикот. Виновни сме се наставниците од почеток па до крај, до факултетските наставници, значи професорите, како сакате кажете. Виновни се самите приматели на тоа воспитание и образование, нели, самите ученици. Виновни се, самото општество е виновно. Значи, виновна е негрижата. Само да ве подсетам, ние немаме нова, крајно време, нова академска граматика на македонскиот стандарден јазик и со крајни напори го издадовме и успеа да излезе и новиот правопис. Меѓутоа, тоа не е крај. Тој нов правопис треба да се дотерува. Таа нова граматика треба да се дотерува постојано. Ние немаме нешто многу важно. Корпус на македонскиот јазик. Најмалите народи во Европа го има тој корпус. Тој корпус бара огромна работа, тоа не е ефтина работа. Дури една анекдота во Словачка, оние што служеле цивилен, граѓански, воен рок, биле задолжени, не знам, за месечно толку и толку работи од јазикот, реченици, зборови, изрази, фрази, да го внесат во тој корпус, на тој начин го служеле воениот рок. Значи, воена Словачка, што е нешто поголема од нашата држава, работеле околу 100.000 луѓе на тој корпус. Зошто? Затоа што самите словаци имаат таква свест и тоа е сосема оправдано, дека корпусот мора да се создаде. Тоа е она што го кажав за Европската унија и не само за Европската унија, туку и за нас. Многу пати вие и јас сме се замислиле како луѓе што го употребуваат јазикот, што треба сега да напишам или како треба да ја напишам оваа реченица. И барам помош од интернет кој како напишал. Корпусот ќе ми го возможи директниот контакт. Тоа е голема работа. Но и на интернет податоците не се секогаш релевантни. Не се, меѓутоа, знае да има и таму апсолутно. Токму затоа, ако го имам в корпусот, ќе се обратам на корпусот. Нашиот речник, шестотомник речник на македонскиот јазик, се уште ја нема формата на интернет. Ние имаме исто добар дигитален речник, ама тоа е работа на ентузијасти, на луѓе кои што дури со своји финансиски средства се заљубеници на македонскиот јазик, нели? И прават, да речеме, речник кој што оди онлайн, го користиме сите, го користиме во наставата, го користиме и во новинарството и секаде, и во администрацијата и така натаму. Меѓутоа, нашиот оној официјален големиот речник, кој што е квалитетен, го нема на интернет. Тука е, според мене, грешката на државата, која што треба да го финансира ова преку некои проекти и истиот да се појави на интернет, секој да има брз и точен пристап до него. Апсолутно се согласувам со вас и токму оној настан дека постои ден на македонскиот јазик, ја предизвика власта да каже дека ете овие проекти поврзани со македонскиот јазик здушно, да речем, со сета сила ќе ги сфинансира. И уште една многу важна работа што многу ми се допадна и сега ќе ја повторам, премиерот рече дека тоа не се големи пари во однос на некои други пари, средства, во однос на некои други средства што се трошат на други проекти. И на вистина, тоа не се големи средства. Меѓутоа, резултатот е огромен, многу висок. Значи, мораме тој чекор да го завртиме, да го направиме, значи, не да штедиме на македонскиот јазик, сега е моментот кога треба да дадеме се јазикот да го издигнеме на повисок степен. Последните податоци говорат дека половина од младата популација во Македонија е функционално неписмена. Ова е според Светската банка за Западен Балкан и од 70-80 земји Македонија се наоѓа некаде на дното. Ова, предпоставам, се должи на целиот оној хаос во образовниот систем кој што се наталожуваше со години, можеби и децении наназад, и тој проблем се ставаше на маргините, еве ги резултатите, кои што се запрепастувачки. Мене психички ме уби кога го слушав овој податок. Ајде си реков себе си да се утешам. Можеби не е се вистина, бидејќи имам истовремено и случаи на големи успеси на наши млади луѓе, и тоа во европски, дури во светски рамки. И си велам, ајде дека не е вистина. Меѓутоа, ако бидам критичен, а се надевам и ние сите како народ и како државјани на оваа држава, треба да бидеме критични, ќе речеме да, вистина е и грешката е кај нас.
Грешката е во тоа занемарување дека треба да се таа функционална писменост. Тоа се значи пред малку го реков, значи тоа значи негување на стилови, негување на чиста логична мисла, негување на колку зборови, колку реченици ќе употребам во еден текст, како ќе го создадам тој текст, каде ќе биде наменет и така натаму и така натаму. Не само за пишување и за текст, воопшто и за меѓусебна и комуникација меѓусебна, да како ќе се разберам со соговорникот. Значи, за жал, тоа е точно и тоа може би уште повеќе треба да не мотивира, да не предизвика, да обратиме многу, повторувам по трет пат, многу големо внимание на нашата функционална писменост. Што значи таа функционална писменост? Пишуваме домашна задача како ученици. Таа домашна задача треба да биде перфектна, ако веземе некој вез, еве сега, малку патриотски ќе се повикам на тешкото, ако е тешкото совршенство. Значи треба да се трудиме да постигнеме совршенство. Ако течна мисла и логични реченици. Течна мисла, логични реченици, разбрана мисла од страна на другиот, бидејќи јазикот е фактички комуникација меѓу двајца и така натаму. И многу внимание, многу школување за тоа, се учи. Мора да се учи. Точно токму ова е одраз, таа функционална неписменост е одраз на еден запоставен наставно воспитен процес кој што траел со години, со децении, и потоа немаме успеси во правото, немаме успеси во науката, немаме успеси во техниката, ќе немаме. Зошто? Затоа што не знаеме тоа да го објасниме, да го напишеме, да го создадеме и така натаму. Има уште еден податок од Државниот завод за статистика кој што вели дека се помале бројот на запишани студенти, но за 10% е намален бројот и на дипломирани. И тој податок е многу разочарувачки, тоа е факт. Сега тука можам да се повикам на тоа дека е големо иселувањето од државата и се помалку ученици се јавуваат, што почнуваат школување на македонски јазик и на другите јазици во оваа држава. Сигурно знаете дека бројот на учениците во оделенијата драстично се намалува, тоа е многу важен факт, тука не можеме од тој факт да избегаме. Меѓутоа и другите работи се исто така многу важни, а тоа е дека многу лесно го сваќаме тој процес на школување. Значи, не се работи да се враќаме во 19. век, кога работите се решавале со прачки, учениците ги праќале во ќоше и така натаму. Туку треба да развиеме таков систем на школство кој што ќе привлекува. Тоа е тој голем и тежок чекор. Постојат нон-стоп обуки на наставниците, ама тие обуки треба да бидат разбрани сериозно. Не само како момент кога наставниците ќе бидат слободни, нема да се занимава за своите ученици, нели? Да. Туку како обука која што треба потоа да се пренесе на своите ученици. И она што е многу важно исто така, тоа е, можеби делува вака конзервативно, домашното воспитание. Од дома, од семејството, треба да јакне свеста дека треба да се изградува убав јазик, убав стил, убава функционална писменост. Тоа е исто така како што сите ние знаеме дека треба да се облечеме вака и онака за некоја пригода и така натаму. Во постаро време постоеше во весникот Нова Македонија една рубрика што се викаше Јазично катче. Ја водеше еден многу ценет професор научник од Институтот за македонски јазик Благоја Корубин. И таму се јавуваат читатели, може би не беа сите читатели, може би самиот Благоја Корубин се ги поставуваше тие прашања, како треба, што треба се направи, како треба практично да се решат некои проблеми. Например, сите ние сега знаеме дека постои поимот вработи. Во тоа време не постоеше поимот земен од српскиот, односно од хрватскиот запосли. И Корубин го воведе вработи. Сега на сите ние вообичаено не знаеме да речеме, да кажеме запосли, туку вработи. Тоа е тоа негување тоа е тоа негување, тоа е тоа усовршување на Тоа е тоа усовршување. Тоа се вика комисија која што се занимава сега. Тоа го прават во
нашите соседни држави комисии за стандардизација на својот јазик. Не дека тој јазик не е стандардизиран, туку усовршување на својот јазик. Ние за жал. А и постојано надворешните влијанија си Така имаат и свој да се каже докаде е удел. употребата на туѓите зборови, докаде не треба да биде, докаде треба домашните. Многу едноставно е компјутерска терминологија. Имаме ние неколку речници од ентузијасти издадени или издадени од фирми кои што се занимаваат со компјутерска технологија. Меѓутоа ние немаме еден поголем речник кој што може во секое време и онлайн и на хартија кој што може во секое време да ми помогне кој термин да го искористам, на пример, во информатичката технологија. Се гледате колку сме назад. Апсолутно. Ако она што го споменавте треба да биде пример, јазикот да биде обединувачки фактор на сите народи во државата, Македонија мултиетничко општество, ако македонците имаат проблем со македонскиот јазик, што да зборуваме за другите етникуми? Се согласувам, значи, не ни се криви другите етникуми, значи, другите народи, како да речам, на македонците. Познавањето нивно на македонскиот јазик. Така, значи, тие не знаат да го употребуваат македонскиот јазик, треба да го научат, чекајте. Па ние самите лошо го употребуваме стандардниот јазик. Значи, од што ќе научат и како ќе го научат? Значи, ќе се трудат, сигурно, многу мина се трудат. И потоа доаѓаме до едни апсурдни ситуации кога јас со, да речеме, со припадник на некој друг народ во нашата држава, ќе треба да се разберам на англиски. Па не е малку чудно тоа. Мислам, тоа не значи дека Трагично е нешто, само што е чудно. Не значи дека јас не треба да му се обратам на тој и на неговиот јазик. Значи со тоа ја дигам свеста дека многу го почитувам и неговиот јазик, меѓутоа тоа треба да значи дека и тој треба да ми се обрати на мојот јазик, особено дека македонскиот јазик на македонскиот јазик е оној на најголемата, на број на луѓе, најголемиот народ во оваа држава и плюс и официјален јазик, нели, и во однос на странство и така натаму, иако и другите јазици се разбира се во службена употреба. Тоа е атракција, тоа е привлекување. Намерно употребив атракција да бидам подобро разбран. Требаше потоа предов на македонскиот збор привлекување. Тоа е привлекувањето, значи да ја создадеме свеста дека секој јазик не ми е туѓ, напротив, го сакам и тој јазик. Го сакам, значи тој некој друг припадник што не е македонец, го сакам македонскиот јазик, обратно. Јас како македонец ќе речам, ги сакам сите други јазици бидејќи тие се културно богатство на оваа држава. И треба да се потрудам да, барем ако ништо друго, да кажам некој збор, да кажам добар ден на тој јазик и така натаму. Сега беше пред 2 дена празникот на влашкото население на власите и јас на својот се повторно ги употребав статус на својата објава на Facebook, напишав една реченица и на влашки. Напишав на македонски, ама напишав и на влашки. Јас не загубив како македонец, добив. Значи ги добив во однос на тие други што влашкиот им е мајчин јазик. Напротив, значи добив. Не со сила, со привлекување и растање на свеста дека постои јазик кој што не е голем јазик во европски, во светски размери, меѓутоа јазик што нас овде не обединува во добра, позитивна смисла на зборот. Професоре, на крајот на разговорот сме, имаме уште минута до 2, споменавте за тоа дека македонскиот јазик ќе си го најде своето место и во Европа со зачленувањето на Македонија во Европската унија. Споменавте дека треба сега државата да биде многу внимателна со тоа. Во една минутка да резимираме на што точно мислите. Ќе тргнам од фактот дека државата не е отуѓена форма. Државата сме сите ние. Значи сите ние треба сега да се концентрираме на тоа. Тоа значи дека треба да создадеме граматика, значи современа граматика која што ќе влезе во рамките на Европската унија, да создадеме стандардизација, таков облик на јазикот кој што ќе влезе како официјален јазик, што е огромна шанса во Европската унија. Тоа што ќе го направиме сега ќе остане за многу долго време. Значи, пред нас престојат големи задачи, како што пред нас номците во она време, нели? Престоеле големи задачи, тие тоа го направиле. Се надевам дека сме достојни наследници, дека ние ќе можеме да го направиме овој чек кој што се поставува пред нас.
Професоре, ви благодарам за гостувањето и се надевам дека и граѓаните и институциите ќе ги послушаат овие ваши мисли и апели. Со Значи, цел македонскиот јазик нели да не е повеќе на маргините како што тоа беше случај. Ние сме да биде на маргините и да ја кренеме свеста. Свеста. Нека се замислат луѓето, употребувачите на македонскиот јазик, сите, нека се замислат и нека почнат да го негуваат на повисоко равниште. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Тука завршува овој трет блок Отворено студио 1, но останете на програмата на 1 ТВ. Следува социјална сторија на 1 ТВ од Битола. Пријатно.